Евица Стојанова со темата Мало кралство ја воодушеви публиката со својата убаво украсена трпеза, покажувајќи ги своите вештини во кулинарството. Собра најмногу гласови од публиката и жирито и се закити со титулата Вешта жена на Кочани за 2017 година. Ке го представува градот на републичката манифестација во Тетово. Возбудена сум, не ја очекував наградата, но сепак фала на сите што гласа и на жирито нормално и се надевам дека пред се во Тетово ќе се поминиме убаво, ќе се дружиме и дека ќе го представам градот со добри резултати, со убаво светло. Годинава 3 надпреварувачки и една за Гран При награда собраа храброст, одвоја време, вложија труд да подготват свечено украсени трпези, што на крајот им се исплати. Според гласовите на жири комисијата кои го сочинуваат жени победнички на општински манифестации од повеќе градови од државата, прво место во категорија вкус на главно јадење освои надпреварувачката Љубинка Ангелова со темата Љубовна маса. Во категоријата општ впечаток најмногу гласови доби Делхана Максудова со темата музички инструмент. И прво место во категоријата декорација на десерт доби победничката Евица Стојанова. Признание и награди доби и надпреварувачката за Гран При награда Даниела Милутиновиќ, која за да се надпреварува за Гран При награда условот е претходно да има учествувано 3 пати во Вешта жена. Сите учеснички добија диплома од Вешта жена и подарок од спонзорите, како и цветни аранжмани. Вешта жена годинава го одбележа својот јубилеј, 25 години постоење и организирање во Кочани. Годинава за прв пат учествуваше и жена од ромска националност, со што Вешта жена уште еднаш потврди дека нема предрасуди во однос на поделби по националност во манифестацијата. Тоа се нови надпреварувачки кои ќе ја продолжуваат традицијата за да Вешта жена обстојува во градот Кочани. Инаку сум задоволна и од одзивот на публика, на нашите сограѓанки кои дојдоа да ги бодрат нашите надпреварувачки, од кои ќе изберат една маса која ќе оди во Тетово и ќе го представува нашиот град како Вешта жена на градот Кочани. Главната цел е да ги соединиме жените од цела Македонија, без разлика на сите различности, по вера, по нација, по политичко убедување, по возраст, да ги направиме да бидат еднакви. И за овие 25 години успеавме да се ставиме во делот на брендови кои што ми се чини дека нема кој не знае што е Вешта жена, баш од таа причина. Значи, лично јас како организатор сум беззначајна ако позади мене немам илјадници жени за овие 25 години кои ги следат сите овие работи, ги поддржуваат. Водителка и годинава беше атрактивната Ирена Спировска. Преубаво е да се дружи човек со вештите жени, сите што барем еднаш дошле на оваа манифестација знаат за каква енергија зборувам, за колку убаво дружење, размена на искуства, да се цени, да се почитува вештината на жената, затоа што женската работа дома најмалку се гледа. Секоја жена ќе сготви ручек, сите ќе седнат на маса, ќе изедат, жената после треба да го среди домот и некако најмалку се гледа тој труд и таа вложена енергија. Вешта жена е манифестација на која што се воздигнува на еден посебен пиедестал таа вештина на жените, креативноста, нивната фантазија и е можност да сите да научиме по нешто ново, да видиме некоја нова идеја од останатите жени. За забавата се погрижија членовите на групата Харем, а на манифестацијата беа доделени и награди од спонзорите, меѓу кои и главната награда патување на Јадранското море со вештите жени.